сега се демантиравте од она што го зборевте пред половина час. Значи, пред половина час кажавте дека кога ќе дојде записникот од јавната расправа, ние можеме да дискутираме и во тој контекст, мислам, сакавте да релативизирате, во тој контекст дека тогаш по однос на кажаното можеме да носиме заклучоци, ако добро ве разбрав. Јас уште еднаш ќе потенцирам. Записниците се само една формалност, тоа се стенограми кои што собранието ги дава на пратениците за да видат кој од учесниците што говорел. И тоа е една формалност која што ја имаме на секое работно тело или на секоја пленарна седница. Бидејќи е голем тој записник, крајната цел по дискусиите на записникот е дали ние како работно тело ќе се согласиме, а вие велите добро ќе се согласиме, дека од читањето на записниците ние како работно тело ќе донесеме заклучоци. Тоа е дилемата, нема друга. Дали од тие записници, од тој записник кој што патем речено е комплот на сите стенограмски белешки од јавната расправа, ние како работно тело ќе заклучиме дека ќе имаме заклучоци. И тоа како предлог може сега да го ставите на дневен ред. Дали сме за или сме против. Инаку самата констатација дека имало, не знам колку беа учесници на јавната расправа, ние немаме ниту право, ниту обврска, ниту должност да дискутираме што кажале, што не кажале. Кажале тоа што кажале. Стенограмот е тоа што го кажал учесникот на јавната расправа. Записникот е тоа. Е само една формалност. Процедурата е таа. Дали ние како работно тело ќе заклучиме дека усвојувајќи ги записниците, тама работа да не ги усвоиме, ќе донесеме заклучок, односно ќе донесеме заклучоци по однос на тие стенограмски белешки. Сега ваше дали тоа ќе го ставите на гласање како предлог и така натаму. Благодарам. Ви благодарам. Токму во тоа е поента.